and there's no moon at all. Don't make a sound, it's so dark. Even Fido is afraid of Bart. What a perfect night apart. There's no moon at all. Should we want atmosphere for inspiration, dear? One kiss will make it clear. The night is right and bright moonlight might interfere. No moon at all up above. This is nothing like they told us of. Just to think we fell in love and there's no moon at all. Do we need atmosphere for inspiration, dear? One kiss will make it clear. The night is right and bright moonlight might interfere. No moon at all up above. This is nothing like they told us of. And all of you can fall in love with no moon at all. No moon at all. With no moon at all. Ви благодариме Јасна на една таква мелодија, пријатна не само за очи, туку и за нашиот слух, за сите сетила. Треба да продолжи и овој вечерен книжевно-филозофски разговор, кој што е подлога всушност за промоција, една скромна мала промоција на вториот број на списанието за литература, наука, култура и уметност Зенит, кој што го издава Сдруженијето Иван Василевски. Пред да поминеме на разговорите со нашиот драг гостин, кој што секогаш е овде да споделиме топли зборови, убави мисли за книжевноста, за науката или воопшто од животот, нашиот пријател, поетот Никола Мачиров, и се разбира тука и членот на редакцијата, уредникот Далибор Клечик, со кој што ќе поразговараме, а тема ќе ни биде еден прекрасен есеј, конфискација на културата од Дубравка Угрешик, кој што патем речиси една година поминува од неговото првично објавување, а поводот беше смртта на Горан Стефановски. Но пред да започнеме со нашиот разговор, би сакала главниот уредник Ана Витанова-Рингачева да каже неколку збора за списанието. Сакам да ја поздравам и да кажам дека ми е чест и задоволство, може би ќе звучи навистина како флоскула, заради тоа што не има во солиден број и честа е наша што вечерва сме сите заедно со вас. Како што кажа Сузе, не само да го обзнаниме вториот број на Зенит, туку и да поразговараме на една многу актуелна тема. Јас, Сузе ме најави главен уредник, меѓутоа верувај да ова е тимска работа, значи да се работи едно списание како што е Зенит, навистина бара и труд и посветеност и време. Сето тоа еден човек невозможно е да го сработи, работиме навистина пожртвувано и тројцата. И затоа велам дека Зенит е, всушност сите ние сме зенитовци, а ова списание наша желба е, меѓутоа верувам дека е желба на струмичани да едноставно да трепка постојано на културната мапа, не само на Струмица, туку и на Македонија и пошироко, бидејќи во електронска форма Зенит оди и надвор од нашите граници. Сакаме да бидеме актуелни, сакаме да бидеме интересни, затоа работиме многу и благодариме на сите автори кои што имаат своји текстови, кои што на некој начин го прават Зенит тоа што е, и да се послужам со мислата на Данило Киш, оние мисли кои што совети до младиот писател што ги преведе почитуваниот Никола Маџиров, дека
нели, да се качиме на возот на историјата, тоа е една грда метафора. Што правиме ние? Ние едноставно градиме пруга за која треба да не однесе во глината. А сметаме дека културата ја има навистина таму. Ви благодариме многу. Исто така, само на крајот морам да кажам дека ова списание излегува благодарение на поддршката на Општина Струмица, заради тоа што без финансии е невозможно човек да направи нешто. Колку и да има идеи, колку и да сака тоа да биде убаво, доколку нема финансии, навистина сите наши желби ќе потонат. Затоа им благодариме, во иднина се надеваме дека ќе бидеме препознаени и од Министерството за култура, така што сакаме Зенит да биде Струмица и Струмица да биде Зенит. Ви благодарам на сега и препуштам минутите на Никола, Сузе и Далибор. Да им верувам на некои луѓе, како например Дубравка Уграшик. Првата причина која што е навистина и темел на таа доверба е што низините критички обсервации на одредени ситуации секогаш се подкрепени со персоналниот интегритет. Избираат од личноста, не се само плод на талентот на пишување кој што го има, иако е многу важен. Бидејќи мудреци на хартија и на зборови, во денешницава има многу. Тоа барем го осознавме од глобализацијата што ни ја приушти интернетот. Но малкумина се тие кои би излегле од сопствениот комодитет за да застанат за тоа што го мислат или пишуваат. И кога таа зборува за конфискација на културата, низ примери од претежно од минатиот век, ме јаде следното прашање. Значи ли тоа дека културата што ние денес ја живееме или ја создаваме во однапред е конфискувана? Од некое идно време, од некои идни политики или пак калкулации? Никола, добро вечер и еве првото прашање и првите размислувања. Дали можеме по она што ни го наметнува Дубравка да сметаме дека сме конфискувани, тоа што ние го создаваме однапред е одземено? Тоа е наистина логиски есеј на Дубравка Уграшич. Во една прилика таа на есеј напиша за на кој начин ја сачува на некој начин својата интеграција и така од таа позиција навистина има право како еден столбник да обсервира она што се случува околу, посебно во земјата во која беше родена, Југославија, и на тој начин да има компатибилност, едноставно да има една хармонија помеѓу она што го живее и она што го изразува, без при тоа да морализира. Зашто морализирањето во уметноста воопшто е опасна работа. Сите оние што критикуваме, што знаеме некогаш да критикуваме, а тоа не го живееме, навистина трпи и самата наша порешло, самото наше, да речеме, една трансформација од едно тело, минливо тело во тело на еден текст, било да е тоа поезија или есеј. Таа пишува: ја напуштив мојата новородена државичка, мислејќи на Хрватска, за да побегнам од воените профитери, вистинските победници во војната во бивша Југославија. Типовите со мрсна коса, златни синџири околу вратот и ролекс часовници на зглобовите. Оние со ново здобиени игрички и играчки, оружје, фабрики, јахти и хотели. Во одреден период од животот мислам да нема што испоснички миг е всушност почеток на имањето. И навистина тоа откажување е еден вид иницијацијски момент за самиот автор во едно општество. Во една прилика може да разговараме ние за неколку такви примери. Да речеме случајот со Бродски, случајот со Адам Загаевски, Чеслав Милош и другите кои беа принудени Солженицин и така натаму да ги напуштат своите држави. И на тој начин и Памук исто така е. Еве, со Орхан Памук се случи чудно во Истанбул, побарав негова книга и уште малку не бев нападнат од човекот на книжарницата. И интересно е заради тоа што тој знае неговиот свет не е врзан веќе само со јазикот, не е врзан само со коренот на неговото физичко присуство,
туку неговиот јазик од една географска компонента се претвора во едно време. Турскиот јазик кај него станува јазикот на детството. И разгледувајќи ги тие феномени на напуштање и враќање, исто ќе се поврзе со Кавафис, инаку големиот грчки писател, поет роден во Александрија, сегашен Египет. И на ист начин кажува дека кога Кавафис се вратил во својот роден град, во Александрија, го видел со други очи, улиците поинакви, морето поинакво, меѓутоа во исто време одбивајќи да си признае самиот себе си дека не е само градот променет, дека туку и самиот тој е променет. Таа внатрешна, мислам, трансформација е многу важна во творештвото, заради тоа што и самиот Бродски во една улога кога од Советскиот сојуз во тоа време е прогласен за општествен паразит, така е пресуден. Мора да напушти Советскиот сојуз и заминува во Соединетите Американски држави, каде што на некој начин во еден од есеите пишува дека бил принудуван да едноставно да иде кај други колониската книжевност, меѓутоа тоа никога нема прифатено. И затоа влегол во дуел со Милан Кундера околу естетските, да речеме, вредности и параметри на делото на Достоевски, кој тој секако брани, а Кундера го направи. Тој самиот кажува дека она критикувањето и без причина, плукањето и така натаму, на некој начин е најдобриот начин самиот себе се да се прогласиш за добар. Тој зборува за една внатрешна трансформација. Кажува, со еден таков пристап кон промените, зборуваме, значи, за критика без основа, е најлесно да се прогласиш добар и да легнеш мирен сон, да се заспиеш во еден убав мирен сон, без при тоа да мислиш на немирот што следи следното, на вечниот немир што следи следното утро. Ете, од таа позиција Бродски, тука може и Дубравка угрешиш, па и Данило Киш, спомнате од Данило Киш да го вметнеме, кога беше принуден да напушти, самиот се реши да напушти Југославија, заради тој конфликт со кругот на белградските интелектуалци. Би сакала дали го да размислиш на ова, дали им сметаш дека тоа што првичниот немир што се родил кај Дубравка и нејзиното оддалечување од родната земја можеби ја направило толку објективна, бидејќи не е веќе во таа атмосфера, во тоа одгружување и таа еве после долги децении има и кредибилитет да рече и да викне културата е конфискувана. И мислејќи при тоа не само за југословенската, туку на европската па и на светската. Јас имам малку по-другаче мислење од тоа. Мислам дека овие што ги спомна Никола Бродски, Часлав Милош и сите тие големи умови кои морале да напуштат својата земја, биле во многу незгодна позиција. Тука го имаме, не знам, Набоков, не знам, големи, например, писатели и мислители. Меѓутоа, Дубравка, Угрешич и некои други такви автори од екс-Југославија имале уште според мене, уште по-лоша судбина, нивната земја да ги напушти нив. Односно, тие на некој начин достанат без разлика каде се наоѓаат физички, без својата културна средина, односно без својот културен контекст во кој се развивале како автори, во кој твореле и така натаму. Во отсуство на тој културен контекст, мислам дека е многу тешко да се размислува објективно и мислам дека не сите нив проверува еден вид на суптилна, ако смеам така да кажем, југоносталгија. Суптилна го зборам затоа што југоносталгијата доби многу тривијални моменти во последните 20 години, има секакви југоносталгичари од оние кои, не знам, чавуваат по некои интересни други наративи, било думи и така натаму, до некои, како се вика, луѓе во кои југоносталгијата се сведува токму на тоа, на еден жал за еден културен простор кој сам по себе припаѓа на себе, односно кој е интегрален без разлика на сите без интеграции кои се случија во последно време. И Дубравка Угрешич е совршен пример за тоа, затоа многу ми е драго што го избрав овој есеј, затоа што овој есеј, патем речено,
Ова есеј е прв пат прочитан од нејзина страна во 2018 година во Белград на по смртта на... Да, таа го посвети на Горан Стефановски, меѓутоа беше прочитан по повод еден серијал кој се случи во Белград, а се викаше Музеализација на Југославија. И во тој серијал, впрочем, учествува многу интересни и битни луѓе од овие простори, како се го нарекуваме овој регион, не е битно. И мислам дека тоа беше нејзиниот, ако смеам така кажа, стейтмент, простете на странскиот израз, значи нејзиниот крик за она што таа го чувствува, за тоа што сите тие луѓе на некој начин го изгубиле физички, а тоа се уште постои како инхерентна интегралност, нешто што постои внатре, бидејќи кога Никола тоа многу добро го знае, кога ќе пропатувате низ овие простори, просто гледате дека тие граници се апсолутно вештачки, дека тие не постојат само за некои царинарници и така, некои такви други контексти, други наради. Толку. Ќе ви кажам, на патот од Скопје кон Лајпциг мораше авионот да слета прво во Загреб, а потоа во Берлин. Нели, поезија, вино, клише, па купив едно вино од Скопје. Слетуваме во Загреб и велам, може ќе сме 10 луѓе, ќе треба уште едно вино. Купив и загребско вино. Слетуваме во Белград и царинарникот, кога гледа, нели, се труди да го спореди твоето лице, тој најдобро знае како процесот на нашето старење, тие најдобро го знаат најубаво. И вика, извинете, ова вино може да оди, ова вино не може да помине. Кажем, како? Па ова не е од Европската унија, македонското, ова е од Европската унија. А Хрватска се уште не беше член. Во неговата глава, некако тој веќе имаше интегрирано Хрватска во Европската унија. И остана таа географска поделеност, па дури без оглед што има тука една силна јазичка рамка во нели словенскиот и германскиот, која со векови трае тој конфликт, посебно во Централна Европа, избра да застане во неговата глава таа интеграција се случи, не знам од географски, културолошки, од кои причини било како, веројатно има неколку пати заминато на одмор во Хрватска, да го одбере хрватското вино како вино кое има пристап, кој има свој пасош да влезе во неговата земја. Беше за јасно ви. Да, беше. И се случи тоа што се случи, му кажав дека не, провери, се јави на неколку телефони, доаѓа и ги држи двете вина и сега шо правам сега со тоа? Кажам, или земи ги двете, или дај ми. Тој се реши нормално за втората варијанта, да ни дозволи едноставно да не го поделиме и сонцето, да не ги поделиме и корените на грозјето по некаква, не знам, географска, по некаква културолошка константа. Едноставно се случи денационализација на тоа конфискувано сонце. Може само на кратко. Има еден друг тривијален пример, само да пуштам атмосфера. Спротивно од ова, скроз другаче. Значи, ние одиме преку Босна и Херцеговина и таму некаде 2 сат наутро, некој пред Сараево кафана и има тоа фамозно јагнече печење. И ние порачуваме, меѓутоа немаме конвертибилни марки. И го прашуваме, извинете, дали може да платиме во евро? А он седи вака наведнат, мртов гладен, вика, море бари очекуваме на Југобанки. После војната, мојата ќерка, која живее во Ровин, прави се свадба, јас не можев да бидам присутна, бидејќи беше војна. И кога се породи она, 1993-та, со покерот, Скопје, Лјубљана, и носам багат, машина за шиење, пуста мајка детето заедно да шие, и доаѓаме на аеродром во Лјубљана, и цариникот вика што носите, и ја викам багажница. А мојот син, бидејќи работеше на покерот, така че го возеше,
имаше привилегирано да можам да го земам јас во районот и нели машинава за шиење. И овој царинкот гледа, па одакле багатица за Садар, нели? А ви из Македонија. Викам, купила сам ја док е била Југославија. И јас се носам багатица за рови. Е така, и тоа доживување, он вика, onda neka je sa srećom, kaže, čerka mi se udala i nosi mi poklon. Neka je sa srećom, kaže, i neka je služi dobro. Благодарим. Да се вратиме на она што ни го зборува Дубравка. Таа вели дека културата е конфискувана и реди милион примери. И ако ние знаеме дека културата е конфискувана, што правиме со креаторите на таа култура? Дали ние ќе мораме како генерација да ги одземаме повторно своите белези, да вадиме од заборав или јадници луѓе кои се вградиле во некоја идеја децении пред нас? Можно ли една ваква борба, да речам, да сакаме да вратиме дел од некоја култура и тоа да биде веродостојно, или е непотребно бидејќи ние постојано потврдуваме дека културата всушност постои. На некој начин е прикриена, можеби не буквално конфискувана, но таа е тука некаде екзистира. Кој прв, Никола? Мило ми што почнахме со анекдотите баш во духот на Дубравка Угршич, незините есеи. Таа всушност така ги гради музеите, затоа се незините музеи толку живи. И мислам дека секое општество, секоја идеологија има. На здравје. Ајде на здравје, на здравје. Тоа дека да тргне. Да тргне. За младите меѓу нас. На фрагментарност. Значи има тенденција секој општество има тенденција да конзервира одредена поетика, одредени, да речеме, одредени изрази, а другите да ги изложува. Всушност, ние знаеме за време на Југославија, кога зборуваме за движењето ОКО, активно движење и другите авангардни во тоа време, да не зборуваме за Леони Шејка и Медијала. Па и зенитизам. Да, и зенитизам. Има добро движење зенитизам. Да, и добро е кога, да речеме, кога при одеден трансфер на идејата, при одеден трансфер на власта, да се едноставно правта, која Бродски ја нарече како тело на времето, да се тргне од таа поетика и да се изложи како, меѓутоа не во музеј, зашто во музеј е најопасно и што како ги дефинираме ние книгите што ги имаме дома код класици. Тоа се книги кои сите ги имаат, а никој не ги чита. Тоа е најопасно всушност и тоа е надвор од секоја идеологија, таквата конзервација на класици. Така ми беше драго кога видов дека одредена поезија од нашиот Ацо Караманов, која беше во втор план, тој се смета за доцен символист во македонската литература, меѓутоа беше на план испорена неговата социјална, неговата ангажирана поезија, меѓутоа сега го видовме од архивите се извади едни други стихови, се извадија неговата, да речеме, неговите цртежи, еден Срешко Косовел од Хрватска се рехабилитираше како еден страшен авангардист, дури пишувајќи за таа Европа која нам сега ни е блиска, а тој ја пишувал тоа, да речеме, 100 години назад. Да не зборувам за Едвард Коцбек, исто така од Словенија и така натаму. И таа е улогата, зашто општеството секогаш има тенденција да асимилира. Кога успеа, да речеме, Соединетите Американски држави, модерното општество, да направи икона од Ален Гинзберг, кој беше против сето тоа што всушност сега му се случува, да не зборуваме за се останато. Едно движење. Да, движење. Ален Гинзберг е добар пример. Тој би мразел цел прилика што се случува во негово име сега. Меѓутоа, тоа е државната политика во секое време. Според мене, секоја државна култура по своја вокација е уништување на културата.
Затоа што тоа подразбира врамување на некои културни пракси или некои културни наративи во еден единствен наратив, а тоа е државата. Значи имаме една нација, имаме некоја држава и се почнува и завршува со неа. Се е поврзано со неа, целата историја е поврзана со неа. Од тука и се појави овие нови неолиберални рефлексии на територијата на Југославија, каде што имаме, например, опасен ревизионизам во историјата во Хрватска, Србија, па и кај нас. Тој ревизионизам токму потекнува тоа дека се гледа низ призмата ни тоа. Не знам колку е познато дека култура како термин до 20 век нема плурал, нема множина, нема култури, постои култура само. Тоа се јавува во почетокот на 20 век како резултат на замавот што го земаат националните држави. Па така постои француска, англиска култура и така. И сега овие наши балкански фрагментарни култури. Мислам дека тоа е кога државата ги зема под закрила, под твоја капа работите, тогаш тие стануваат според мене многу дискутабилни. Во таа смисла можам да кажам дека тоа отприлика и се случи на таа екс-Југославија, во која што мислам дека Македонија има изморедно одлична позиција, бидејќи може да комуницира по таа диахрониска линија, може да комуницира со Југославија, значи историски, а може да комуницира и со некои други синхрониски, така да кажеме. Значи не е врзана само за тоа што го имаат, например, србите, хрватите, босанците, тие се врзани нужно со својот јазик, заеднички јазик, еден и исти јазик. Македонија може да направи еден чекор повеќе. Мислам дека тоа ја мачи Дубровка во овој се. Таа визна, таа скученост, како да кажам, значи таа ускоградост која постои во тие национални култури, во тие торови во кои ние се затворивме после. Да. И Дубровка како само по себе е одличен пример. Таа е и етнички, макар што таа никој што не го истакнува. Меѓутоа таа етнички е да, мајка е бугарка, татко е хрват. Мислам, тоа се одлични примери на луѓе кои не можат никако ни по своја вокација, ни по своја иманентност, никако ни по своја културна предодредност да бидат дел од тие национални корпуси кои нам упорно ги наметнуваат како еден вид на културен модел на образование. Културата во себе го содржи нашето суштествување. Меѓутоа, нејзината експресија секогаш се чини дека е чекор над просечноста. Зашто тогаш постојано сите сме соочени со една генерална критика дека во моментов културата е подпросечна. Сметате ли дека тоа е една таква флоскула која што сите можеби неосновано ја повторуваат, културата е подпросечна? Бараме ли виновници дека сето тоа што се случува и тоа што се создава нечи? Во имате ли тоа чувство дека така на тој начин се презентираат сите дела, сето она што се случува и што се тоа со некоја доза на империорност? За да има просечност, значи дека има формула таа да се пресмета. Мислам дека културата дека е надвор од таа дефинираност, таа нема своји константи, повеќе верувам дека има променливи елементи. И затоа просечноста, да се зборува за просечност, значи дека некој строго ги дефинирал тие константи на вредности или сега во мигот кој ќе да речеме беше во која година, во 2017, зборот популизам беше промовиран, потоа зборот слобода, така се случува таа дефиниција, тоа се константи. Сега во однос на тие константи треба да се пресмета како во секој регион или во секој еднојазично подрачје, во секое да речеме помножено да искористиме култури, во сите тие култури, што е тоа што е високо, што е тоа што е долу, просечно. На тој начин ние ги интегрираме дури таа култура која сметаме дека не е, мора да се интегрира за да се добие некаков просек. Затоа сметам дека културата повеќе е прашање на паралелност, отколку на вкрстување. За да има просек мора да има вкрстување. Зборуваме за култура, да речеме, во однос на некои
естетски вредности во однос на сензибилитет. Секогаш ме фасцинираат луѓето кои од срце искрено прифаќаат било која култура, значи не зборувам зашто културата сепак вклучува и начин на живење, таа е повеќе од уметност, начин на облекување. Тоа слушањето на Битлси беше култура, не беше само музика. Рок-н-рол, тоа е живот. Да не зборуваме за дури еден турбо фолк, кој само си кажува тоа е мојата култура. Тоа што ние, именувањето е многу важно, тоа што овие центри, да речеме, ги крстивме домови за култура, центри за култура, на некој начин беше начин да се присвои тој збор и да се институционализира, да се земе во рамки и на тој начин да се направи музеј од сето она. Никола, извини, 5 пати употреби го зборо ние, како да има ние и вие. Значи, одма ние ли или вие, кој ги праве? Да, ние зборуваме тука воопшто, да речеме, тука што се дружиме, сега зборуваме многу јасно. За нас. Нели? Сакам да прецизираме каде всушност се раѓа разликата. Во самото гледиште на нештата, во самото и доживу. Каде би се дружеле, каде би споделиле, ако не на вакви? Да, точно. Па тоа сакам да кажам, дека нема потреба збор култура живее надвор од, нели, како христијанството исто или било која религија живее надвор од институциите, исто така. Тоа треба ние да завршиме со тоа прашање, едноставно да не го конзервираме, зашто секоја конзервација е фатална. Да видиме од тоа, нели, како дете ни беше фасцинантно да ја земаме било што од природата и да го донесеме на часот како некој хербариум, т.е. да го убиеме. Конзервацијата е всушност убивање на нештото, па потоа зачувување. А како да го одржиш живо, а да го зачуваш, тоа само може преку директно творештво. Дубравка го нарекол фашизм. Да, ќе се навратиме на тој момент. Мариета е овде, оние што не следат знаат дека ние како заштитен знак, бидејќи толку добро ги донесува стиховите, текстовите кои што сакаме да ги презентираме. Овој пат оставивме на нејзин избор да избере неколку од содржините што ги имаме внатре во себе, да ја замолим ако сакате. Јосип Коцев. Кога ти го растурам домот. Звучиш како време што тропнало после животот. Како врата што му се отворила на ветровито отсуство. Како пламното тело што и се разголило на стара немоќ. Звучиш како случаен разговор подслушнат од телефонскиот двојник во време што звони после животот. Како мачно воумење, како гласно задоснување, како горко разминување. Од пукнатините на се што живее се јавува твојата мала смрт. Сјаеш за миг, се звони и те повикува да дојдеш и да расцветаш. Од старите говорници висат слушалки со пропуштени полици. На друг свет се погласно одекнуваат чекорите од твоето пристигнување. Сакам тишина кога ти го растурам домот со своето доаѓање. Секогаш така ќе биде, но сам своја куќа во него. Мојот часовник е скабен двоедно време и мојот пат чука на сеќавањето за него. Неуморно ќе не ставаат еден до друг и еден во друг. Без престан ќе не делат еден од друг и еден со друг. Без да сетат. Часовникот не се познава со мигот. Патот никогаш не сретнал далечина.
deep blue sea. I forgive you, 'cause I can't forget you. You got me in between the devil and a deep blue sea. I ought to cross you off my list, but you come knocking at my door. Fate keeps giving my heart a twist, so I'm coming back for more. I should hate you, but I think I love you. You got me in between the devil and a deep blue sea. I ought to cross you off my list, but you keep knocking at my door. Fate keeps giving my heart a twist, so I'm coming back for more. I should hate you, but I think I love you. You got me in between the devil and a deep blue sea. The devil, the deep blue sea. The devil, the deep blue sea. You got me in between the devil and the deep blue sea. И најверните наши пријатели, дефинитивно ова беше вистинско уживање. А неверојатно и така зрачи овој разговор дека не прифатија и најмилите животни. Сега да се вратиме на она што го разговаравме. Да, тоа е животот, нели? Сите заедно. Кога можеме да си влегуваме во своите светови и да се надополнуваме. Многу често, не само тоа што го спомна Дубравка во овој есеј кој што ние денеска се обидуваме и на наш начин да го доживееме и да го разглобиме на посебни делови, има многу сегменти во кои што се зборува за ревизионизмот на историјата денес и како тој се одразува во културните образци на земјата. Мислам дека тоа е прашање на Мислам дека нешто спомна за тоа. Мислам дека нешто спомна за тоа. Ревизионизмот во историјата и тоа како влијае врз културата, затоа што тоа ствара она што го спомна пред малку културни образци. Особено е изразен, не е ништо ново, не го измислите ние тука на Балканот, тоа почна уште со, мислам дека се вика Нолтел, германски ревизионист од некаде таму во 18-18 години, кој зборува за тоа дека ете Хитлер и нацистичка Германија се една претерана реакција на болшевизмот во Русија. И имате пред тоа за се е крива, имате некои американски теоретичари кои пред тоа зборуваат за elite terror of encyclopedia. Значи за тоа дека енциклопедистите се криви за се. Значи тоа е ревизионизам, не е ништо ново, меѓутоа кај нас има како и се друго една искарикирана визура, односно искарикирана верзија на Балканот, каде што има практично ние немаме тука веќе работи со факти, со аргументација историска. Тоа само за Балканот, Не е само. Тоа само го кажа. Тоа го кажа дека не е за Балканот, ние тоа не го измисливме. Меѓутоа како и се друго, кога се прекршува ни става призма на Балканот, кај нас има една гротескна, не знам, Појачен ефект. Појачен ефект, да. Една гротескна артикулација. Значи, и таму каде што фактите се преочигледни, ние некако ги извртуваме и ги правиме денес. Сега Дубравка доаѓа од Хрватска и во Хрватска тоа е многу изразено, најизразено ми се чини, каде што имаме реусташизација на државата. Не знам, Јасеновац не бил логор за тоа што бил, него туку бил работен камп и такви некои глупости, значи работи кои стварно се косат со било кое. Мислам, за кој не може да се дискутира, да. Или не знам, да не зборуваме само за Хрватска, за Србија, например, не знам, рехабилитација на државни крави. Мислам, сите тие работи заедно одат во исти кош
кои зборуваат за тоа дека ете се случува една фашизација на култура. Фашизам е многу користен термин, сите го користат сега и затоа тој се троши и ја губи својата изворна вредност, а изворната вредност му вели дека тоа е еден контекст, општествен контекст во кој навистина работите се превртуваат и навистина некои работи од дното на општеството доаѓаат на врвот. И тоа се случува например на Балканот и ден денес во 2019 година, кога Дубравка многу го истакнува тоа, вели во минатиот у минулом рату. Тоа се како синтагма премина веќе во таа војна која имавме ние тука, домовински рат и не знам сите тие работи. Сето тоа, преку сето тоа може да се легитимизира сега на нова вистина, на сметка, згора на тоа го имаме Трамп, фейк ньюс, не знам, сите тие работи кои доаѓаат од Запад и на некој начин го оправдуваат тоа, му дават плюс валоризација. И тоа и текако влијае врз културата и врз нејзините како се вика тоа, врз нејзините артикулации. Мислам дека тој ревизионизам пред се должи на една колективна, опасен тој збор колективна, една неспособност во која западнавме сите ние. Во една летаргија, неспособност на едно согледување на работите меѓу црно и бело, каде секогаш они од другите се криви. Срби, хрвати, албанци, бугари, мигранти, геи, педери, сите други се криви, во кој Канада е крива. Да, во тој контекст нешто ми дојде како идеја, бидејќи зборуваме за тоа на кој начин се редефинираат историските моменти. Мислам дека Дубравка во еден дел од текстот сакаше да каже дека на кој начин се повредуваат сите тие кои што биле длабоко трогнати од тоа што се случувало, од тоа што го преживеале и сега сето тоа се обидуваат да го намалат, како да не било толку страшно како што вистински било во моментот кога го живееле или на кој начин им го пренеле нивните предци, да речеме, ако станува збор за втората светска војна. Никола, дали мислиш дека можеби и тоа може да биде во дел од нејзиниот револт, па таа го нарекува на некој начин дека се краде културата, се краде она што тие го имаат преживено и изградено после тие трауматични историски моменти? Имаме некои крадачи на сеќавањето колку сакаме во секојдневниот живот. Доволно е само да одиме на, да речеме, некој церемонија, погреб на некој близок или било што и почнуваат да се измислуваат спомени, чисто колку да се згорили таа близкост помеѓу тој што е таму присутен и тој што го нема. Тој дисбаланс помеѓу присутното и отсутното секогаш ќе го има, да речеме, зашто го нема сведокот. Недостасува сведокот кој тоа ќе го негира и во такви услови идеално се креира една да речеме лабораториска историја. И во едно интервју да се префрлам во Блискиот Исток, Махмуд Дарвиш, гениален поет од Палестина, го прашуваат и тоа израелски новинар го прашува зошто ти се одлучи на тој дисидентски живот, зошто избега, зарем не мислиш дека можеше таму кој ако останеш да придонесеш повеќе за својот народ. И тој кажа, всушност, мојата идеја беше јас да бидам поетот на Троја, зашто сите знаеме за Троја благодарение на поетите од Атина. Никој не знае за Троја, не постои поет од Троја кој пишувал за Троја. И всушност тој ја избра сакајќи страната на угнетениот, на поразениот и на тој начин се осуди на изгнаништво цел живот. И затоа тие гласови се многу битни. Тоа Гадамер зборуваше за историско и лично време. Важни се тие гласови на личното време. Затоа е таа песна, сега што Маријета прекрасно ни ја прочита од Јосип. Ние да зборуваме тука со часови, едни стихови ќе не убијат нас, ќе не поразат всушност. Заради тоа што таму е личното време, таму е таа историја кој некој можеби од неа ќе рекреира. Тука го имаме нашиот почитуван Иван Котев, кој
кој сушност е од другата страна на таа официјална историја. Сите тие собрани песни, сите тие собрани сушност се тој глас на таа историја која е заборавена со намера или случајно од историјата која е во учебниците, која секогаш ќе се менува. Да бидеме реални, секогаш ќе седне некој ќе искреира нешто. Тоа е тој ревизионизам кој трае еден траен процес, меѓутоа од друга страна отвара простор за тој тивок глас на Творецот, кој ќе го оживее. Се сеќавам Јагуда Михај пишувајќи тој неговата поезија всушност на убавиот опис, на убавата мапна туристичка книга за Ерусалим. И тој кажува во една прилика гледам како туристичкиот водач кажува: го гледате ли овој човек со кесите со овошје, лево од него е, да речеме, џидот на плачот. Десно од него е, не знам, Соломоновиот храм и така натаму. Тој зборува во својата песна кога ќе дојде време, кога тој туристички водач ќе прозбори: го гледате ли џидот на плачот? Десно од него е еден човек кој отишол да купи овоше за своето семејство. Тоа е таа лична историја која треба да е нам многу важна. Има мигови, особено во ова време во кое што ние живееме, кога имаме некоја дистанца помеѓу она што било и она што сме ние. Па дури и нашите млади, можеби и ние во милион ситуации сме рекле: ова е старо, ова им припаѓа од вашето време, знаете, таа некоја дистанца што ја правиме моето време и твоето време. И сега мислам дека иако ние го велиме дека ова е моето време, сепак се враќаме на дека некое време е подобро од нашето време. Тоа е затоа што можам да кажам зошто. Ајде. Да. Тоа е затоа што тоа е веќе не е работа наша балканска, тука е така наречена неолиберална ствар. Тоа се случува затоа што ние не можеме веќе да продуцираме иднина. Не продуцираме иднина заради тоа што се наоѓаме пред еден зид. Подалеку од него не можеме да видиме. Во Америка има зид на плач или како? Не, тоа е некреативен зид, пред кој ние се наоѓаме. Да, без идејност, која е потекнала од тоа што токму тоа што пред малку го кажав, тоа што некој како да е социјал-демократска структура која себе се издава за некоја левица, ги презема сите тие културни обраци, нам не ги презентира на еден прагматичен начин. Прагматично са никојаш не води со креативност. Но не е само тоа. Тоа е на фукујамско гледање, не знам колку сте запознати с Фукујама, тоа е на фукујамско гледање на работа. Ние дојдевме до крајот на така наречената обштествена историја и сега не можеме да видиме ништо подалеку, па имаме единствено пред нас имаме ретровизори да гледаме назад. Значи тоа е во Америка се многу популарни оние what if жанрови. What if е што би било кога би било. Значи што би било кога, не знам, овој би го убил Хитлер во атентат. Што би било, не знам. Да се надобрзам, морам да се надобрзам. Минатата седмица Венко Андоновски пишуваше дека ние всушност губиме дел од интересот за да не се случува нешто ново, бидејќи го изгубивме временскиот ориентир. И тој дава едни прекрасни примери дека кога бил дете, ориентир бил например 1 септември. И тогаш целото семејство се подготвува. Целиот живот е сконцентриран во таа точка кога после летниот одмор тие 3 релаксирани месеци семејството повторно влегува во некоја динамика. Ама пак тоа било пак поврзано со контекстот на општественото живење. Ние сега живееме во едно такво време на речиси задоволени потреби и константно празне. Тоа мене ми е многу интересно и навистина да замислиме тоа, сакам да кажам, не можеме да замислиме. Каде сме изгубени? Не можеме само една реченица. Ние не можеме да замислиме никаква алтернативна историја и затоа ни е полесно да замислиме алтернативно минато. Односно, нам иднината ни е помалку спекулативна, со помалку варианти од самото минато. Од тука произлегува и ревизионизмот за кој зборував пред малку. Затоа што минатото нуди повеќе опции од самата иднина, бидејќи ние не можеме да ја замислиме. Ако гледате холивудски филмови со научно-фантастичен карактер, ќе видите дека ниеден од тие филмови не е вон апокалиптичната призва на работи. Се е поврзано со некоја дистопија, апокалипса, ескатологија, крај на светот и така на зомби и не знам така.
во таа смисла. Во контекст на она, сепак што го зборувавме за изгубениот ориентир, го имаш ли тоа чувство? Можеш ли да се согласиш дека може би сме на некоја раскрсница кога треба да побараме, не знам, некоја нова точка кон која што би се стремиле за да може да изградиме некакви очекувања или некаков мир внатре во себе? Дали го чувствуваш, дали културата која што ја споделуваме со другите можеби уметници ни зборува дека има една таква наелектризираност во човечкото битие во моментот? Секако прво, за да имаме тие клучни точки, треба ни да се согласиме околу нив на некој начин, тоа е живот на колективитетот. И колку што ние се оддалечуваме од тој живот, во еден брилјантен есеј Америка Бодриар многу добро ги котира модерните форми на осаменост, тоа е јадење во ресторан, да речеме, или седење во парк, мислејќи дека на некој начин таа контемплативност, таа медитативност нам ни нуди некоја индивидуалност, а всушност тука станува и разделувањето со тие точки, всушност со тие заеднички времења. Многу интересно е именувањето, пак се задржам, зашто номинативното секогаш некој друг дури за жал во тоа време на виртуелност, номинативното дури му предходи на фактичкото, на формалното. И со тоа што ги именувавме социјални мрежи, социјални игри, всушност ние забораваме дека настанува еден тивок процес на десоциализација. Всушност, меѓутоа не смееме да го зависиме тоа, зашто тоа е веќе дефинирано како социјално. Тоа исто е феномен со култура, културниот дом. И кога се трудам да објаснам некогаш кога патувам зошто кај нас имен денот толку е голема слава и зашто тука таа естетика на шегото, која е заедничка, нели треба да си близок, кога патуваш, треба да си близок и така се сближуваш. 500 години луѓето тука немале можност да се собираат и така, меѓутоа знаеле секогаш кога е денот на името во таа куќа. Таа точка, тој календар да речеме, едноставно станува календар на интимност. И луѓето знаат точно кога треба да се соберат во таа куќа, не си ги знаеле своите родендени. Па дури родендените ги именувале според одредени референции, како што е жетвата, како што е времето на цутење на јаволки, така, па дури и имињата, пак доаѓа на номинативното, така ги дадат на своите деца. Само на тој начин живее едно паралелно време надвор од таа официјалната историја. Јас многу ти благодарам и бидејќи вака не врати во една убава животна пролет, сакам уште малку Мариета да ни прочита нешто, а ние со овој како полуофицијален дел би завршиле, може да ни се придружите или да го продолжиме неофицијално дружењето. Долорес Атанасова Лови. Ние еве години веќе живееме на улица. Го шетаме животното во себе по улица. Дремеме во колона од автомобили, дремеме на пешачки премини, стоиме пред општински згради, стоиме пред амбасади, стоиме на ветрот пред влада, ни се разгорува омрза кон хлада. Ние се влечкаме во колона, ни викаат на улица, на улица. Ние боси и голи стоиме среде улица. Нечи политички задник се грее на кожното седиште со парно, гледа некоја мрсно порно и нимавто од подотворениот автомобилски прозорец. Ние сме облечени во знамиња, флаери и ветувања. Живееме качени на крстови, месечени и закопани под мостови. 9 по безброј јазици зборуваме, сепак звучиме како да мумваме. Ние живееме на улица, во куќарки од транспаренти, навечер палиме национални знамиња за да се згрееме, наутро пепел и прашина сееме. Ние сите лица еднина и множина и етене ќе се искинеме во дворина. Ацо Гогов, Синџерче.
сонце, ѓупско лето, селска слава, рождество на Пресвета Богородица. Млад маж стуткан во ќошот на компито со залепена глава на прашливиот прозорец. До него неговата жена со кесиња од пазар. Ако не дадат пари до петок, ќе ми ги видат очите да излезам да гласам во недела, вели мажот. Тракторче ќе си купам, други работички за по дома. А мене златно синџирче, се уфрла жената. Колку пари е синџирчето? 4000. Купено, готова работа. Што ќе ти дадам така 3000 барем, синџирче ќе имаш за спомен. Се губат надвор, од брзината на движењето на компито, дрвјат и ураници. Сонцето не баре око богородично, свети, блиска радост, се преместува по небото. Благодарам. Благодариме Мариета. Вам, драги мои, ви благодарам што бевте вечерва со нас и што имавме можност да имаме луѓе со кои што ќе ги споделуваме не само содржините на она што го пишуваме или преведуваме, туку и разговорите на луѓето кои што се околу нас, кои што ни значат и со кои што се поврзуваме и сакаме да ги споделиме нашите размислувања. Ви благодарам, драги пријатели, што бевте расположени да разговараме вечерва на тема конфискација на културата.